Македонската телевизија на утринската програма ова утро е во Драмскиот театар по еден голем и убав повод, 80 години од основањето на овој театар. Му велиме добро утро на директорот Роберт Велјановски. 80 години е навистина сериозен јубилеј. Почетоците се во април 46-та со представата Силјан Штркот. Многу режисери, многу представи, многу актери поминале во овој период. Можете ли да се навратите малку наназад, да не подсетите како се развиваше Драмскиот театар? Добро, генерално, да, Драмскиот театар оваа година го чествува 80 годишниот јубилеј. Ние нашите корени ги влечеме од представата Силјан Штркот во режија на Петре Прличко, куклена представа која што во далечната 1946 година се одиграла на сцената на тогашниот Македонски народен театар и потоа е формиран куклен театар, па потоа некаде после земјотресот со добивањето на овој објект тогашниот од куклен театар преоѓа во детски театар, па од детскиот театар се сели тука и отвора детско-младинска сцена за некаде во втората половина на 60-тите години, добива име Младинско-детски драмски театар за некаде дефинитивно да се заокружи неговата трансформација низ времето во едно име кое што и ден денеска го носи, а тоа е Драмски театар Скопје. Драмскиот театар точно е сериозен број на актерски величини од Македонија, сериозен број на сериозни режисери, драматичари поминале на оваа сцена. И ние сме горди што некако сме некакви предвесници на сите големи театарски имиња од Македонија. На оваа сцена тандемите Плевнеш, Георгиевски, Горан Стефановски, Слободан Унковски оставиле свој белег во театарското живење во македонското, а и во тогашното југословенско театарско живење, така што Драмскиот театар има една своја, да речеме, нагорна линија до осамостојувањето во 90-тите години од минатиот век, за потоа, за некако потоа да се затвориме во една самоволност во која што живеевме само од славата на минатите генерации. Тоа сега овие години се обидуваме да го промениме и повторно да излеземе на пазарот не само во Македонија, туку и на балканските простори. Годинава ќе одбележите со, ми се чини, 5 премиери, веќе едната одеше, ова е само крајот на светот. Кои се следните представи кои што ќе ги подготви Драмскиот театар и која е точно представата која што ќе се одигра на денот на 21 април? Во програмата за работа за 2026 година Драмскиот театар ќе има 6 премиери, не 5, туку 6 премиери. А до сега веќе реализиравме една од годишната програма и една премиера на монодрамата Джеки од Драми на принцезите до Фрида Јелинек во режија на Жива Бизовичар, така што Драмскиот до сега веќе има две премиерни изведби на нашите сцени. На 21 април, на денот на чествувањето 80 години Драмски театар, ќе играме втората продукција за оваа година, а тоа е Мачкина глава од Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски. Веднаш потоа на почетокот на мај месец почнуваме нова продукција во режија на Дино Мустафич. Таму веројатно ќе се случат две представи, едната е Федра на Расин, а другата е Федра на Сара Кейн. И ќе видиме како ќе се одвива целата таа приказна, затоа што постои веројатност да се играат во две различни вечери, но постои веројатност и да се играат во една вечер. Тоа ќе зависи се од должината и од на самиот производ и од концептот на режисерот. Паралелно, кон крајот на мај, почетокот на јуни почнуваме да работиме една представа Алиса се враќа дома во режија на Моника Ставревска. Тоа е драматизација на Ивана Смилевска. Со овој проект се обидуваме да вратиме некои позитивни практики од минатото, кога нашите млади македонски режисери дебитираа
на сцената на драмските на сцената на драмскиот театар со своите дипломски представи. Така што ова ќе биде дипломска представа на Моника Ставревска. Потоа, кон крајот на август, почнуваме да работиме на еден домашен текст на Владимир Талевски во режија на Јани Бојаджи, Трите сестри во Москва, едно исклучително интересно и провокативно штиво, кое што се надеваме дека ќе го преточиме во една супер добра представа. И за крајот во месеците ноември и декември ќе имаме уште една продукција, тоа е представата Рекет во режија и по текст на доајенот на македонскиот театар, на македонското глумиште, на македонската режија Коле Ангеловски. Ако не грешам, во планот за оваа година ви е гостување на Охридско лето, повторно фестивалот Рута е во план? Рута фестивалот ни е нешто што во месециве ние што следат е, знаете, Рута фестивалот е единствениот фестивал во регионот кој што има 6 изданија во годината, односно на секои 2 месеци или ние гостуваме на некои од сцените, а во октомври месец гостуваат нашите партнерски театри на сцената на Драмскиот театар. А ситуацијата со Охридско лето малку се комплицира во однос на термините кои што ни ги нудат за играње, а сепак последни вакви исцрпни, да речем и исцрпувачки проекти на колективот сметам дека должно ќе му следува еден добар годишен одмор. Имаме едно гостување некаде 15 и 16 август со копродукцијската представа која што минатата година ја работевме во рамките на Будва град театар, а тоа е копродукцијска представа помеѓу Драмскиот театар од Скопје, местно гледалиште Лјубљанско, Белградско драмско позориште и Будва град театарот. Така што тоа за сега се некои наши видувања и планови кои што треба да ги реализираме во оваа година. Сепак има Драмскиот театар богата меѓународна соработка, не е врзан само за ова поднебје за Македонија. Па, како што веќе напоменав еднаш, ние се обидуваме нашиот театар, нашите представи да ги представиме не само тука во Македонија, ми напротив да излеземе на Балканот, а и пошироко. Ние туку што се вративме од едно исклучително гостување, именно... Многу интересно, се извинувам, во Сеул настапивте на македонски јазик. Да. Театарот не познава јазични бариери. Апсолутно не. И представата беше примена со такво воодушевување што навистина во еден момент вие чувствувате гордост дека сте припадник и на една нација, и на еден јазик, и на едно културолошко милје кој што го представувате некаде надвор од нашите граници. Да, имено со монодрамата Кармен гостувавме на првото интернационално издание на фестивалот на монодрамата во Сеул, Јужна Кореја. И можам со задоволство да констатирам дека мисијата беше сосема успешна. Се разбира, имавме ние превод и на англиски јазик и на јужнокорејски јазик, но она што нашата актерка Билјана Драгичевиќ Пројковска го говореше на сцената. И со тоа само се докажа дека навистина театарот не познава граници и дека мисијата на театарот може и треба да биде многу поотворена од она што ние денеска го правиме. Драмскиот театар секогаш давал можности и ги отварал вратите за младите автори на драмски текстови, режисери и актери. Каква е сега улогата и што би им порачале на сите овие млади уметници, да речеме со еден збор? Ние како национална установа се трудиме да ги отвориме своите врати за сите оние што сметаме дека можат да остават некаков печат на македонската театарска сцена. Се трудиме сите заедно да овозможиме некакви финансиски средства кои што ќе овозможат продукции со кои што ние ќе го оправдаме нашето постоење. При тоа се разбира, апсолутно немам двојба дека
давањето шанса на млади режисери и на режисери кои што немале можност да работат во професионални театри, дека е еден од нашите приоритети. Што се несува до младите актери, театарот може да постои без се, освен без актер, така што е сосема нормална и нашата интенција и да инволвираме млади луѓе, но и да сме во постојана потрага по таленти кои што на среќа обилуваат на нашето поднебје. Денеска е 27 март, Светскиот ден на театарот. Како Драмскиот театар ќе го одбележи овој ден? Има ли некои активности освен представата? Да, ние вечерва ќе играме представата Бол во Вуво во чест на 27 март, Светскиот ден на театарот. Се разбира, пред почетокот на представата ќе бидат прочитани двете пораки, упатени едната од Вилијам Дефо, еден брилјантен актер од Соединетите Американски држави, и тоа е светската порака за денот на театарот и македонската порака на театарот, која што е напишана од група автори од театарот Златен елец. Но ние помалку ќе почне една акција, крводарителска акција во Драмскиот театар, со тоа што на еден таков начин сакаме да го одбележиме нашиот ден со тоа што, давајќи крв, да испратиме една порака дека не само она што ние ќе го дадеме во крв за некаква хумана мисија, дека и она што ние го работиме е безмалку на истото ниво како крвта за да може еден организам да живее. Односно, сакам да кажам дека потребата за културно живење е сосема еквивалентно со сите останати потреби за еден нормален живот. Како ќе се одвива, во кој период крводарителната акција? Крводарителската акција ќе започне околу 11 часот, треба да заврши до 17. Се надевам дека ќе имаме одзив прво од вработените во Драмскиот театар, а бидејќи од отворен карактер, се надевам дека сите останати ќе можат слободно да дојдат и да даруваат дел од таа скапоцена течност. Имате ли вие една ваша порака за овој ден? Па, како и секогаш, бидејќи ние секој ден упатуваме пораки, секој ден праќаме некакви сигнали, се обидуваме да оставиме некакви трагови во живењето. Сакајте го театарот, посетувајте го театарот. Театарот не е само момент каде што вие ќе можете да се забавувате, ами и нешто кое што вас ќе ве направи побогат духовно човек. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас.